Една од работите која ги обележува 20-тите години, кога се појавуваат Мусолини и Хитлер и разни други авторитарни движења ширум Европа, е кризата на парламентарниот систем. И многумина тука го гледаат, како да кажам, генераторот на фашистичката идеологија. Од една страна, значи, голема криза на парламентарниот систем, еден од најголемите не само политички филозофи, туку дури би рекол и демократи, Вебер, онака со најостри зборови зборува дека парламентарниот систем е мртов. Он има една интересна фигура, метафора, вика тоа е кона овие радиаториве на централно грејење да нацртате као пламени. Вика, тоа е као парламентарниот систем денес, сосема као утепан. Он тоа го кажа 23. И се разбира, тоа го следат многумина од клучните тогашни политички мислители и воопшто филозофи. И на таа почва тлее, ви велам, бабри просто тоа што доаѓа. Хитлер пред се, а Мусолини веќе е создаден во Рим. Од другата страна, значи, на кризата на парламентарниот систем е кризата на капитализмот. Така што во голема мера луѓето се вртат на, а се ова го нагласувам, се разбира, за тоа што денес се соочуваме речиси со истите проблеми и тоа ширум светот, а особено нагласено периодот во Европа и поврзано со ова, нели, големата економска криза која почна 2008. Значи, од една страна имате криза на парламентарен систем, од друга страна криза на капитализмот. И луѓето тука се вртат кон овие новиве движења кои им нудат она што и нам денес ни се нуди овде, лесни препознавања, идентитет, група, задоволување на твоите интереси, неиндивидуализам, што значи наоѓаат закрила, наоѓаат заштита луѓето во нешто што е веројатно многу древно, тие фигури за дом, за блиско, за семејство.